Во следниот прилог ќе видите како се одржуваат градините во разни годишни времења и во разни временски услови, како што е врнежина, дожд, снег, сонце и останати временски услови. Климата има големо и сложено влијание врз растенијата во една градина, било да се работи за цветна, овошна или зеленчукова. Успехот при градинарење директно зависи од изборот на растенијата кои најдобро успеваат во климата што преовладува на едно поднебје. Многу растенија успеваат и во поинакви услови од оние кои се типични за нивната природна средина за живење. Реакцијата на едно растение при неговиот раст и развој директно зависи од повеќе фактори. Местоположбата на растението во градината, степенот на неговата зрелост и од должината и јачината на неговата изложеност на остри климатски услови. Температурата е важен елемент кој има значително влијание врз важните животни процеси на растението, како што се фотосинтезата, транспирацијата, дишењето и растењето. За повеќето растенија максималната температура е околу 35 степени Целзиусови, а минимумот е променлив. Температурата на воздухот и на почвата се најважните фактори кои влијаат врз растенијата на почетокот и на крајот на периодот на мирување, од што зависи и траењето на одгледувањето на едно растение. Температурата на почвата е можне важна за здравиот раст и развој на корењата и има директно влијание врз брзината со која растенијата ги впиваат водата и минералите. Многу од растенијата поминуваат низ период на мирување, се со цел да бидат што е можно помалку изложени на зимското студено време, а повеќето од нив имаат барем еден краток период на целосно мирување. Дрвенестите растенија, например, на есен ги отфрлаат лисијата за да ја избегнат претераната транспирација, додека повеќето зелјести растенија и луковици зиме мируваат во почвата. Од друга страна пак, мразот представува сериозна опасност врз растенијата. На јаките мразови можат да бидат чувствителни дури и поотпорните растенија, особено напролет кога пуштаат млади фиданки. Кај растенијата што се постојано изложени на ладен воздух или ветер, или се на отворено, опасноста од мразот може да предизвика поголема штета. Постојат неколку практични начини како да ги заштитите растенијата од студот и мразот во текот на ладните зими. Најголема штета врз коренот на растенијата предизвикуваат повторените јаки смрзнувања и одмрзнувања, наглите топења на снегот, како и задржувањето на водата во почвата. При топењето, снегот може да биде корисен извор на вода, а за растенијата представува и изолатор. Снежната покривка го оневозможува спуштањето на температурата под нулата. Во почвите со лоша пропускливост водата се собира и се задржува во нив. Повеќето растенија можат да ги преживеат повремените поројни дождови, на долготрајната изложеност на вода може да биде погубна за коренот на растението. Развојот на растенијата многу почесто е спречен од недостаток на вода отколку од вишок на вода. Но, растенијата кои потекнуваат од области со малку дожд им е потребно посебно приспособување. Например, лепливи, сјајни, трнливи, тесни или месести листови кои го намалуваат губењето на водата со транспирација. Поројот може да оштети структурата на почвата, но најтешките последици може да се избегнат ако не се сади на пропускливи почви. Пропускливоста може да се подобри со длабоко копање или со поставување на помошна вештачка дренажа. Сончевата светлина обезбедува енергија која ги изголемува температурата и влажноста на почвата и воздухот и ја има главната улога во поттикнувањето на растот на растенијата. За повеќето растенија, високите температури ги потпомагаат растењето, цветањето и родноста. За оптимално растење, повеќето лисни растенија добро успеваат на директно јако сонце, додека други не го поднесуваат. Полуотпорните растенија, повеќето овошки и зеленчук, рози и растенијата од Средоземјето најдобро успеваат на сонце. Но, многу рододендрони сакаат малку сенка, додека бршлените и зимзелените најдобро растат на многу сенливи места. Јакото сонце може да ги изгори и листовите на растенијата, особено ако тогаш се залевани. Ова практично значи дека кога има јако сонце, растенијата не треба да се залеваат.
Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.